Ова издание, на да си кажеме, го посветуваме на неговото височество кафето. Бидејќи кафето не е само омилениот пијалок или најпопуларниот пијалок на светот по водата, со испиени над 2,5 милиарди чаши или шолји на ден, туку станува збор за ритуал, за социјален символ, за креативен поттик или за незаборавна сензуална приказна, бидејќи нема ништо поубаво од мирисот на свежо измелено кафе или поубав вкус од она кога ќе го вкусиме од топла шолја. Или, како што вели една изрека, утрата би биле само обично будење без кафето. За тоа во продолжение зборуваме со мојот гостин Александар Патлиџанковски, бариста или во превод артист, уметник зад барот. Александар, добре дојде во Телма. Благодарам, Горан. Веројатно, многумина не може да си го замислат денот без или утрото, будењето без кафето и подоцна во денот без неколку шолји кафе во денот, и поради тоа многумина и се прашуваат зошто кафето станува се поскапо и поскапо. Да почнеме од тоа, бидејќи секојдневно слушаме и гледаме вести дека кафето поскапува на светските берзи. Ќе стане ли кафето луксус? Не знаеме точно, не може да потврдиме со сигурност дали ќе биде луксус кафето, ама секако има поскапување на месечна база, да речеме. Оваа година посериозно, во минатото имаше градијално растење на цената на кафето. Тоа се должи на достапност на информации. Значи, берачите на кафе самите имаат пристап до интернет и затоа цените растат, затоа што си гледаат како оди цената на берза и така натака. Економските аналитичари поскапувањето го објаснуваат со неколку фактори, пред се климатските промени, бидејќи Бразил, кој е најголем извозник на кафе и производител, е погоден од суша каква што не се памети од 1981 година, па велат климатските промени, односно сушата, го убива кафето, растението уште во фазата на цветот, приносите се помали и од тука веројатно изгледа логично кафето да поскапува. Притоа на тоа се надоврзува зголемената побарувачка, имено она што е кафето во Европа, во САД, во развиениот свет со децении и со векови наназад, станува многу модерно кај младите на истокот, во Кина, така, Индонезија, Индија. Азија и арапски свет секако. Почнуваат да пијат кафе многу повеќе младите наместо чај, го менуваат чајот како навика со кафе. Некои форми на кафе не баш сите. И веројатно тука се должи исто така причината за поскапувањето? Не би рекол. А она што го спомена ти, производителите, може би некој го објаснува и со овие инвестициски фондови кои набавуваат големи количества кафе, па потоа го продаваат по повисока цена. Има и тоа улога. Секако, климатските промени дефинитивно делуваат на поскапувањето на кафето и ова не е прва тура во Бразил да се деси катастрофален дефицит на кафе. Ова е веќе четврта година поред како они имаат компромис во бербите, бидејќи една година ги погоди суров студ, има снег. Тоа уништи цела берба. После таа година имаше суша, пак имаше суша оваа година, значи тоа е веќе трета тура. Што е тогаш главната причина? Велиш, не би рекол дека причината за поскапувањето е се ова што го еден од причинителите се климатски услови. Другиот причинител е како што кажав. Значи има достапност на информации сега, интернет пристапот зголемува сесност кај луѓето да може да видат колку се цени кафето од нивниот регион што се продава, колку се они потплатени и како да делуваат за да си добијат поголема цена. Значи вештачки ги креваат цените, бидејќи стануваат дека не би рекол и тоа, него самите берачи на кафето, бидејќи оди рачно тоа, квалитетните кафења во секој случај. Кафето расте на надморска висина, квалитетното кафе, зборуваме за висок квалитетна арабика кафења, од 1100 метри до 2200 метри може да се најде. Тоа може само човек да го бере и може само физички да биде присутен. И дури во ова време на технологија и развој, кафето се бере рачно, така? Квалитетното кафе се бере рачно, да. Комерцијалните кафења се земаат со механизација, значи може машини, ама тоа до 900 метри надморска висина. На тоа е суров терен. Значи, колку од вкупното производство отпаѓа на ова високо квалитетно што го велите што се произведува на 900 метри надморска височина? 70% од кафињата се арабика на светскиот пазар, 30% е робуста, застапено на пазар. Тие се два најпознати брендови, Тие се двата арабика и робуста. Глобални типови на зрна.
Мислам, подтипови има еден куп, ама тие се двете сорти, најчесто застапени. Квалитетните сорти се арабика кафињата, а полнителите или кофинскиот фактор во кафето се робуста кафињата. По што се разликуваат? По вкусот? Можеш... Не, во количината на кофеин. Робуста кафето содржи трократно поголема количина кофеин него арабиката. Дали, например, еве ти кој важиш за познавач на кафето, бидејќи подготвуваш кафе секојдневно, можеш да препознаеш ако ти ставиме во две шолји две кафиња, ќе познаеш кој е робуста, кој е арабика? Самото зрно прво се препознава, а по вкусот дефинитивно да. По вкусот, да? Да, дефинитивно. И на изглед можеш да го видиш по зрно? И на изглед на зрното, да. Од зелено до печено небитно. Различна е формата на робуста кафето и на арабиката. Робусно или покрупно е зрното робуста и има како права линија во средината, а арабиката кафење имаат искривена линија како форма на S. Интересен историјатот на кафето, создаден е некаде во средниот век, некаде во Етиопија и се вели дека зборот кафе потекнува од таа област во Етиопија, каде што кава. Да. Од кафа регионот потекнува, тука е за прв пат пронајдено дивото етиописко кафе. Неколку теории има. Едниот од митовите е дека некој козар го има пронајдено, Калди се викал човекот. Кога пробал она што го јадат козите, козите толку се енергични. Има, вишок енергија. А тоа го дава кофеинот, нели? Како стимуланс. Да, стимуланс, секако. Црешките се јадат од кафето, дури и чај се прави, каскара се вика чајот од црешката од кафето, се суши, сладка е, значи животни, инсекти и така натака го јадат месото од месото. Плодот. Так. А зрната внатре се кафето. И козарот го открива тоа и потоа се шири. Се запалила грмушка, се расширила убава арома. И он потоа увидел дека има некоја надприродна моќ, да речеме, кафето. Земал примерок, значи земал бујнки, ги однал во локалниот манастир, им го дал на монасите. И они ритуално го користеле за да подигнат фокус и така натака. Значи да се стимулираат на некој начин за може да извршуваат молење. И потоа првото кафуле, ако добро најдов во историјатот, се отворено во Дамаск во 15-тиот век, а првото поголемо кафуле, популарно во Истанбул во 1555 година. Венеција би рекол. Венеција после 1600 и некоја година доаѓа во Европа, бидејќи прво оди од Африка во арапскиот свет, во Европа, да. Па потоа стасува во Европа, во Венеција првото кафуле, па потоа во Британија, во Оксфорд. Така, да. Таков е историјата. Дури потоа оди во Соединените Американски држави, во Северна Америка, во Бостон, првото кафуле таму. За Бостон Ти Парти, за прв пат се пие кафе на масовно ниво во Америка, кога се дешава револуцијата. Така, сега рековте два вида во основа, арабика и робуста, многу под видови. Меѓутоа има многу типови на подготовка на кафето. Кај нас на Балканот овде, нели најпопуларно е се уште она варено традиционалното турско што го велевме порано или македонско кафе што се вари во геза. Варено кафе. Имате впечаток дека новите генерации го заменија тој тренд, па сега повеќе се пие еспресо по кафулињата или се уште доминира или можеби имате податоци производство, продажба, дали турското, она обично македонско кафе повеќе се продава или еспресото новите видови? Во кафетерии и така натака, во ресторани. Генерално на целиот пазар. Генерално се пие повеќе еспресо. Во домашни услови секако луѓето се уште пијат турско кафе. Да. Постои соодветен начин. Што доминира на пазарот? На пазарот доминира турското за домашна употреба, за комерцијална употреба доминира еспресо кафето секако. Тренд е еспресо кафето и поново филтерски кафења се пијат. Така, вие секојдневно подготвувате во вашиот објект, вас ви е бизнис, впрочем, производство и продажба на кафе. Да. Од каде вие го набавувате кафе? Ние го набавуваме од Бугарија кафето, иначе печењето се одвива тамо, а кафињата стигаат од различни фарми. Значи производителот се договара услови за купување на најквалитетните зрна од секоја фарма посебно. Значи кафето расте на тропски субтропски појас, нади под еквадорот. Бугарија е посредник само. Само посредник, да. Тамо се пече кафето. Иначе кафињата доаѓаат од посебни фарми секаде од светот. Од Јужна, од Централна Америка, од Индонезија, од Африка. Уште е Бразил најголем производител? Бразил е најголем производител. Бразил, Виетнам па Индонезија. Да. Бразил, Виетнам, Индонезија не би рекол, повеќе би рекол афричките држави. Етиопија, Кенија. Ама да, Бразил секако важи за... Таму и го произведуваат и го печат или го извезуваат сурово? Не, зависно. Некои производители купуваат зелено кафе па си го печат во фабрика или генерално производителите на кафиња тоа го прават, а за некои производители се пече. Таму се обработува зрното пред печење. Има станици за перење или станици за ферментирање или станици за сушење. Како таков продукт се дистрибуира до
печилните или производителите на кафе на Европска Во Македонија се пече кафе или има печилни, да, ама порано мирисаше во одредени региони од Скопје. Сега се уште се пече? Се уште има, да. Најчесто за турско кафе се пече. Меѓутоа повеќе се увезува готово печено. Да, готово печено. Зошто е тоа така? Нема услови. Не, има услови, скапа е многу апаратурата или фабриката се направи, да, екстремно скапи се тие апарати. Колку по квалитетен производ се работи, толку поскапа апаратура за да се справи тој производ. Сега рековме најпознат стимуланс што нема негативни последици врз здравјето на човекот, меѓутоа медицински се уште се истражува влијанието врз здравјето на до одредена количина нема негативен ефект. А има ли позитивен? Има секако позитивен. Има антиоксидативно дејство, има бенефитарност за мозок, за срце, за притисок регулација кафето, за шекер регулација може да делува полезно од медицински аспект. Многу славни личности низ историјата биле големи љубители на кафе и зависни од кафе, за да творат, за да бидат неуморни, за да ги држи будни во текот на долгите ноќи. Наполеон Бонапарта, војсководецот, пиел многу кафе, или францускиот филозоф Волтер. Прочитав некаде дека и француската револуција е крената од кафулињата во Париз. Таму се договарало, а Волтер, кога го предупредувале лекарите дека премногу пиел повеќе од 20 шолји на ден, рекол барем тоа може да те чини живот, го предупредиле лекарите и тој рекол барем тоа ќе биде сладка смрт. Во негов стил. Рековме повеќе видови на подготовка на кафе, во домовите се уште доминира традиционалното варење во гезве, а во кафулињата еспресо. Така. Вие подготувате и филтер кафе? И филтер секако, и турско подготуваме. Би можеле ли во остатокот од емисијата во наредните 10 минути да подготвиме нешто, да видиме, да им прикажеме на гледачите како да изгледа? Повели, Александр. Благодарам. Што ќе подготвиме сега? Денеска ќе подготвиме постапка V60. Јас веќе испив едно еспресо. Не е проблем. Ова е јако по послабо, кофеин или по шолја му доаѓа послабо него едно еспресо, една шолја кафе. Послабо, да. Бидејќи филтрацијата е различна тука, мислам начинот на екстракција е различен, со филтрација оди преку хартиен филтер. Поголема количина на вода се употребува, генералниот принцип за разредување 1:10 или 1:15. Значи не можем да земам доза како на еспресо помалку. Не оди тоа така. Треба да испием голема количина за да ја целиот сад содржи јачина од 2 еспресо кафења, да речеме. Ако се работи за арабика кафе, тогаш помал процент на кофеин ќе внесете. Така, ова филтер кафе е впрочем многу популарно во Европа. Барем секаде во светот и во Америка и во Европа, најпопуларни се овие постапки во Јапонија и во скандинавскиот свет. Да, европејците генерално пијат повеќе филтер кафе за разлика од ние на југот овде медитеранците кои пиеме повеќе еспресо. Ние, што сме блиску до Италија, повеќе пиеме еспресо. Бидејќи е кратко и силно, за да испием количество треба да пием многу големо количество на течно. Ама пак еспресото содржи најмала количина кофеин од сите постапки на конструкција. Кога ја ставиш потребната количина, ќе ми дозволиш да мириснам, бидејќи го почувствував мирисот многу во мирис. Секако, ќе пиеме кафе од Етиопија. Да. Етиописко кафе, добро. Кафето, да, доброто. Ова е мелано за специфична намена. Навистина мирис. За оваа постапка, да. Треба да додадам само уште многу малку, а не треба, добро. Нема ништо поубаво од овој мирис на убаво сомелено кафе. Сега, постапката е многу едноставна. Филтерот мора да го натопиме за да не пиеме хартија. Ја нема вкусна хартија кафето. Може и дома да се приготви со било каков електричен бокал, мада во тањер некој немаме. Има канта. Не е проблем, да. Мала количина вода е, колку да го загрееме садот и да го натопиме филтерот, да не пиеме хартија. Мада овие За колку време се приготува? За 3 минути е готова постапката. И ќе имаме 5 минути за пиење, да, значи. Ќе имаме. Бидејќи во 10 мора да завршиме. Имаме вести на Телма, инаку радо би пиеле кафе, бидејќи кафето нели е дружење, разговор, ритуал за одмор. Да, секако. За разговор со другите и со самиот себе си. Така. Ставаме кафенци, сега може да почнеме постапка, значи само да нивелирам и пуштам време. Оде на временски стандард. Секако не сме да преде над 3 минути постапката. Ќе биде готова за помалку од 3 секако. Значи во две фази се дели постапка, едната е блуминг или зреење. Сега го сетираме кафето за да може да го екстрахираме и вториот чекор е отсипување на целата количина вода да го извлечеме максималниот потенцијал на ароми и вкусови во самото кафе. Тоа е тоа. 30 секунди трае зрењето и понатака
При тоа кафето е и најтргувана стока после нафтата. Втора Дефинитивно најтргувана. да, втора најтргувана. По обем, не по финансии, бидејќи е многу поевтино, меѓутоа Дефинитивно, по да. количини на ден многу се тргува кафе. Така е. И веројатно се уште се мачат луѓето кои рачно го берат по плантажите, па така многу холивудски звезди, нели, агитираат и го популаризираат тоа дека Да, и си тераат со брендови за ливен. цитираат Мислам, они си собствени имаат реклами, брендови, меѓутоа ета и се заложуваат за луѓето кои се мачат по плантажите, се уште и во ова време на развиена технологија. Точно. Сега ова е арабика? Арабика кафе, да. Етиописка арабика кафе доаѓа од посебна фарма на надморска висина до 2300 метри од 1950, значи две висини се берат зрната. Така. Еден тип на зрна се овие, се викаат елурум, тоа е наследно зрно на етиописко тло. Од првото кафе ова е првата варијација, што е искочена за комерцијална употреба, да речеме, мислам за масовно производство. Ајде уште малку околу цените. Слободно. Вас најмногу ви зависи работата од Бугарија. Ако Бугарија ги крене цените, ќе ги кренете и вие. Така е. Ако нашиот производител ги крене цените, и ние ги качуваме. Ама Ви зависно одговара вам ова поскапување на кафето или не? не многу. Не многу. Мислам, Но не- ви влијае на бизнисот негативно, да речеме? Не баш. Не би рекол дека влијае негативно, Ниту негативно, ниту нити позитивно. позитивно, да. Секој поскапување има негативни последици, да речам, ама тоа се изразува во подолг временски период. За една тура поскапување не е значајно многу. Не е големо поскапувањето, сакам да кажам, може да се сноси со. И вие како Секој искусен познавач на кафето и на таа традиција, на овој ритуал, какво кафе препорачувате? Кој е најздраво, е најбогато со антиоксиданси? Бидејќи спомнавме, неколку шолји на ден нема да имаат негативни последици врз здравјето, туку напротив позитивни. За подолго уживање филтер кафе, за кратко трајно еспресо. Без миксови со млеко. Никако. Не. Кафето треба да се третира како вино, според мене. Значи, Тоа луѓе значи колку би без ставале шекер? шекер во чашата вино, сортно квалитетно вино, ако земеме во предвид, колку шекер и млеко би ставиле во таа чаша вино, толку и во кафето треба. Значи не треба ставаме Не шекер треба, ни во кафе. дефинитивно, во ништо. Ниту шекер, ниту млеко. Ниту шекер, ниту млеко. Да. Само кафе и вода. Кафе и вода. Сега еспресото е подготвено под голем притисок на водена пареа, така? Не, притисок на вода и температура на вода. Вода и температура. Во директна зависност се притисокот и температурата во еспресо машините. Од квалитетот на одржување на температурен баланс зависи квалитетот на екстрахираното кафе. Значи финалниот продукт зависи директно од еспресо машината и мелницата, што е користено. Секако дека зрната играат битна улога, значи што поквалитетно зрно, толку поквалитетен финален продукт добиваме. Докажано е дека кафето предизвикува и зависност. Да, секако. Има зависност од кафето. Што значи тоа? Треба да бидат внимателни, децата има до одредена возраст Не, до кога не не е треба да дрога. се пие? Не, нема потреба, ама Сега е подготвено, може да го Да, пробаме? може да се проба, само врело е. Пазете, така да дувнете малку и може да се проба. На мирис? На мирис е многу пријатно. На мирис е многу пријатно, но е послаб е мирис, интензитетот на мирисот од еспресо на пример. Сега за разлика од еспресо кафињата, тука ароматите и вкусовите траат Јасно. и се добиваат со време на пиење. Значи како се лади кафето, така добиваме различен сет на ароми и вкусови. Во шојот. Така? Тоа е интересно. Овде мирисот од кесичката е посилен отколку од дефинитивно. шолјата, иако е тука загреано и растворено во Да, вода. овде е растворено 15 пати од примерно. Кој е најдобриот период во денот за пиење кафе? Наутро за расонување, меѓутоа научно е докажано дека нивото на кортизол, оној хормон на стрес што го буди телото, е највисок исто така во утринските часови. Зошто тогаш дополнително го стимулираме телото? Ако имаме доволни количества на кортизол, му внесуваме кофеин дополнително? Не балансира и не фокусира кафето. Стимулативно делува, да, ама тоа е пола час. 4,5 сати е разградба кофеинска за организмот, значи пола час не држи стимулирани, фокусирани и така натака, а другите 4 часа вади вода од нас. Значи е благ диуретик кафето. Така. Не е страшно тоа дека може системот да не го стави во дисбаланс или да не се деси некаква промена негативна. Едноставно отцрпува токсини и така натака од Значи самиот најдобар организам. термин во денот за пиење кафе наутро за да не држи фокусирани, а подосна во текот на денот после ручек или После со ручек десерт, може и со десерт секако и бидејќи ја вари храната, помага при да, варење на дефинитивно храната. помага при варење на храна, дефинитивно. Ни дава енергија да го издржиме остатокот од денот, веројатно Така. во попладневните часови. Само има една финта тука што се применува, значи 4,5 сати е од последното кафе. До легнување во Разградбата кревет. кофеинска, да. Или? Значи 4 За да можеме часа, да заспиеме на време. Да.
4,5 часа пред спиење не е. Значи не е мит тоа дека ако се напиеме шолја кафе навечер, нема да можеме да заспиеме или ќе спиеме немирно. Да. Може Тоа е да вистина? делува. Тоа е вистина, да. Може да делува, ама зависно кој како е навикнат. Нормално и самите организми не се навикнати различно на различни луѓе. Кој практикува кафе навечер нема да биде проблем. И сега рековме, бидејќи кафето не е само напиток, туку и има социјална компонента, има и други компоненти. Како кафето се пие најубаво? Сам со себе? Во друштво. Најдобро оди во друштво, да, секако. Не одговара сам со себе да си ги среди човек, мислите? Да се расони? Наутро не може? Доколку сака човек да си биде сам и да си ужива кафето сам, одговара и така нормално. Повеќе и како причина за дружење, нели? Колку пати во денот нема човек веројатно што не вика ајде на кафе, ајде на кафе. Повеќе и стане и како фраза само. Така е. Ајде на кафе значи да седнеме да си помуабетиме нормално. Узубава шолја кафе би било уште подобро. Сега ќе го пробам. Слободно. Веќе е оладено. За мој вкус малку кисело. Да, секако. Зошто заради арабиката? Арабика кафињата се секако покисели. Да не спомнувам брендови, меѓутоа некои други кафиња што исто така веројатно имаат поголема компонента на арабика внатре, мешавина или се меша арабика и робуста? Арабика и робуста се меша за исплатливост, за цена, да. Аха, само за цена. Да, за ценовна категорија и јакост. Значи, луѓе што сакаат појаки кафиња, сакаат мешани. Арабика и робуста кафиња или традиционално еспресо италијанско е обавезно мешавина од арабика. А она што во устата дава вкус на повеќе печено, на поизгорено, повеќе печено на препечено кафе? Тоа е лошо испечено кафе. Лошо испечено? Лошо испечено но е или вкусно? многу печено. Или тоа е прашање на вкус? Зависно кои аромати, значи имаме цел спектар што може да разгледаме, се вика круг на аромати. А кругот на аромати ни дава и негативни и позитивни ароматични состојки на кафето. Значи ако се претера со печењето или се нормализира, да го кажеме на комерцијален стандард тоа, кафето добива горчина. Тоа не е само од кофинот, него од препечувањето на самото зрно. Нашите кафињата што ги користиме ние се соодветно печени за потреба. Значи има неколку серии. Едната серија ни е валидна за еспресо и за мока, да речеме. Другата серија е и за еспресо и за филтер и други две серии има што се исклучително препорачани за филтер. Мораме да завршуваме. На крај само да прашам каде ја научивте оваа филозофија на кафето? Надвор од Македонија. Надвор од Македонија. Посебни работилници, курсови и така натака. Во Македонија има каде да се научи? Основа има, да. Сега новите генерации би можеле од вас. Може и кај нас, да, секако. Бидејќи знаете се за кафето. Да речеме. Да речеме. Да речеме. Александар, ти благодарам многу на кафето. Не се прави живеле со кафето, меѓутоа навистина вкусно, убаво кафе. Иако е горко, нели, како се вели, кафето треба да го пиеме горко бидејќи не учи да не се откажуваме дури иако е горко. Да, секако. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието со кое не следите. Нека ви и вам на здравје кафето. Пите кафе во умерени количини бидејќи тоа е здраво. Останете на фреквенцијата на Телма, имајте убав ден.